Дали знаете дека во првите години по Втората светска војна во соседна Бугарија имало македонски театар? На 7 ноември 1947 година во Горна Џумаја или денешен Благоевград со изведувањето на пиесата Печалбари од македонскиот писател Антон Панов официјално почна со дејност обласниот Македонски народен театар. Тоа беше прв македонски професионален драмски ансамбл не само во споменатиот град, туку и во цела Пиринска Македонија. Театарот неколку години работел на македонски литературен јазик во периодот додека македонците во Бугарија имаа своји национални права. Дали сте ја слушнале легендата за Лабин и Дојрана, односно преданието за тоа како Дојран го добил името? Легендата вели дека во градот имало една убава мома која се викала Дојрана. Таа била влюбена во овчарче по име Лабин. Еден ден среде град се виело оро, каде биле собрани сите моми и ергени. Тука била и Дојрана, а бил и Лабин. Во тој момент дошол Джемо Арамбашата, кој откако ја догледал убавата Дојрана, ја грабнал, а Лабин тешко го ранил со сабјата. Дојрана од големата лутина и омраза кон Джемо скокнала од конјот и се стрчала кон Лабин. Иако ране, таа успеала да го довлечка до езерските води и за да не бидат заробени двајцата од Джемо, се предале на езерото. Од тој трагичен настан, езерото, според легендата, се нарекува по името на Дојрана, Дојранско езеро, а градот го добил името Дојран. Дали сте слушнале дека македонците Томе Бошевски и Аристотел Тентов направиле едно од дешифрирањата на средното писмо на каменот од Розета, црн монолитен гранит пронајден од војник на Наполеон во Египет, блиску до градчето Розета, кој по некој мировен договор и припаднал на Англија и денес се наоѓа во музеот во Лондон. Каменот од Розета е создаден во 196 година пред нашата ера, со наредба на Птоломеј V, фараонот на Египет од македонската династија Птоломеи, од семејната лоза на Птоломеј Сотир, кој Александар Македонски, откако го освоил Египет, ги оставил да владеат со него. На каменот има 3 текста, од кои горниот е со египетски хиероглифи, долниот е на староелински јазик, а средниот се до неодамна се означувал како текст на непознат јазик и писмо. Вообичаено, иако точно се знаело кој владеел со Египет во времето на неговото создавање, покрај другата содржина овој текст е јасно потпишан како указ на господарите на господарите. Македонците со својот космополитизам никого не бришеле од лицето на земјата. Тие ги оставиле и египјаните и грците да бидат господари, но јасно ставиле до знаење дека тие, македонците, се господари на господарите. Се смета дека со истото писмо е создаден и надписот на геоглифот кај Канда, во близина на Свети Николе.